Социјалните мрежи денеска се извор на информации. Тие представуваат просторот каде што ги градиме нашите комуникацијски вештини, комуникацијски навики, представуваат еден од агенсите на социјализацијата, а можеме слободно да кажеме дека како агенс на социјализација веќе ја целосно субституираат врсничката група, како традиционална форма на агенс на социјализација. Но користењето на социјалните мрежи без некој посебен режим и контрола може да нанесе многу штетни последици врз растот и развојот на децата, а она што особено во последно време се акцентира се негативните последици врз безбедноста на децата. Социјалните мрежи се извор на неадекватни и неприлагодени содржини за деца. Децата имаат слободен пристап до информации на интернет, се пласираат секакви содржини, а исто така и ние возрастните многу често неодговорно ги користиме социјалните мрежи, па на нив објавуваме фотографии, нецензурирани видеа, каде што се презентираат ликови на малолетници и на деца, кои понатаму можат да бидат цел на злоупотреба. За тоа какви се безбедносни ризици носи користењето на социјалните мрежи, пред се неодговорното и несовесното користење на социјалните мрежи, особено врз децата и малолетните лица, денеска говориме во емисијата Мој збор, и тоа со Наташа Доковска и со Александра Радевска. И двете се новинарки и граѓански активистки кои моментално работат на проект кој што ги открива сферите на заштита од безбедносни ризици на деца и малолетни лица. Почитувани, ја следите емисијата Мој збор, концепт Двоглед. Александра, ти благодарам што прифати поканата денеска да гостуваш во емисијата Мој збор. Разговараме на тема, ми се чини многу значајна и затоа и ја избрав денеска како тема на нашиот разговор се со цел да допре повеќе до јавност и до поголем број на гледачи и слушатели, а тоа е загрозување на безбедноста на децата и малолетни лица преку социјалните мрежи. Социјалните мрежи дефинитивно се во фокусот, да речем, на нашата комуникација. Тие ги градат нашите комуникацијски вештини, нашите навики, интерперсонални односи. Сега јас се сеќавам на едно време кога ние бевме деца и често таа врсничка група ни беше нас многу битен агенс на социјализација и комунициравме исклучиво со нашата врсничка група во директен, да кажам, однос, во директна комуникација. Сега децата денеска се повеќе се селат на социјалните мрежи, таму ги обавуваат своите комуникации, ги воспоставуваат своите врски, па комуницираат со различни возрастни рангови. Колку тоа може да биде опасно, тоа, да кажам, селење на комуникацијата на социјалните мрежи и со самото тоа што комуникацијата не е селектирана на одредена возрастна група, како тоа може да биде потенцијален безбедносен ризик за децата и малолетните лица. Пред се да се заблагодарам и јас за можноста уште еднаш, не е ова прв пат, нели, да се зборува на оваа тема, меѓутоа уште еднаш да потенцираме кои се можеби ризиците или, еве да речеме, предизвиците со кои што се соочуваме во ова дигитално време, не само во однос на безбедноста на децата, во однос на безбедноста на сите нас, можеби, кога комуницираме во виртуелниот простор онлайн, бидејќи тоа се почесто го правиме. Ни стана можеби некое секојдневие и во периодот на ковид, кога имавме еден период на заклучување, односно на неможност за слободна комуникација, на онаа вие која што споменавте, на која што ние повозрастните можеби сме навикнати, кога се дружевме често, кога се дружевме блиско, отворено. Сега таа слобода децата некако поинаку ја восприемаат. Тие слободата ја најдоа во тој, да не речем, сив простор до некаде, бидејќи кога се дружат онлайн, никогаш не може да бидат сигурни
кој е другарчето на другата страна, дали е навистина на нивна возраст, па еве можеби ако избрале да биде повозрасно, дали навистина е такво какво што се представува. Ние секогаш, дури и ние возрастните, секогаш сакаме да прикажеме една поубава слика од себе. Меѓутоа во таа реална комуникација, блиска или физичка да речам, тие наши емоции се пренесуваат малку по природно. Во виртуелниот простор тоа може да биде, нели, сега малку да карикирам, изфилувано со филтери, со емоджи знакчиња, без вистинско лице на личноста со која што комуницираш. И тоа дава слобода до некаде на децата кои што можеби еве во природна средина, во физичка средина кога комуницираат во училиште или со другарчињата од населба или па дури и во градинка, се посрамежливи, позатворени, тие таа слобода зацкриени зад тој параван на делумна анонимност да речам, се послободни. Таа слобода до некаде можеме да ја охрабриме или да ја оправдаме како возрастни, како родители, како наставници, како старатели. Меѓутоа, треба да сме свесни сите за ризиците кои што постојат во тој виртуелен простор. Таму нема само деца со деца комуникација, таму нема само пријатни лица и насмевки и емотикони со смајли, да речеме. Таму има и сериозни закани кои под превезот на пријателство, другарство, блискост, привидна, може да ги измама децата да прават работи кои што не се безбедни за нив или едноставно тие не се свесни дека ќе ги стават во некаков ризик. Наташа, ти благодарам што ја прифати поканата денеска да гостуваш во емисијата Мој збор. Разговараме на тема безбедносни ризици за децата кои што доаѓаат директно од социјалните мрежи. Вие како невладина организација работите на проект, па отаму сте и повикани нели да говориме на ова мощна значајна тема. Сакам да те прашам за почеток. Еве, многу често ние несвесно имаме некои активности на социјалните мрежи како возрастни, кои што директно ги експонираат малолетните лица и децата. Објавуваме нецензурирани фотографии или видеа на нашите деца. Што тоа представува каков безбедносен ризик за децата и дали треба повеќе можеби да работиме на зголемување на свест на родителите, прво едукација на родителите, а потом на децата? Се согласувам со ова што го кажуваш, прво сакам јас да се заблагодарам на можноста да учествувам во твојата емисија, тоа што секогаш ми е драго да учествувам, има навистина многу интересни теми обработувате, теми кои што се и текако важни за созревањето не само на децата, многу повеќе на родителите, како што во случајов кажа. Кога зборуваме за оној безбедносен ризик од социјалните медиуми, прво и основно е да се едуцираме ние родителите, да ги едуцираме бабите и дедовците, кои што исто така нели сака да се покажат што направило втучето, а потоа да влијаеме. Значи ние не можеме да ги едуцираме децата, да не се лажеме. Децата се едуцираат на училиште. Ние можеме да влијаеме врз нив или на некој начин да ги казнуваме или да им дозволуваме во кој временски период, во кој временски интервал они можат и смеат да го користат телефонот и на тој начин да бидат присутни во тој виртуелен свет. Јас од лично искуство ќе ви кажам дека честопати, многу повеќе порано од сега, сакав да ја сликам малата или да ја објавам или се сликаме па ајде се објавиш. И сето тоа така си течеше еден извесен период, да еден ден она дојде од училиште да ми рече: "Мама, а кој тоа мене ме гледа?" Знаеш што ни рече наставничката? Значи, дека ние не смееме да прифаќаме некој да не гледа кој што не го познавам. И сега ти од кај знаеш кој мене ме гледа? Значи, колку и да сметам дека сум едуцирана во оваа област, бидејќи нон-стоп работа, не сум присутна на социјалните медиуми, викам, стоп, чекај, сега, значи, навистина, треба малку повеќе да размислиме, они веќе растат, се девојчиња, веќе влегува во пубертет, или, сака да биде присутна, но
сакам внимателно, значи јас се лично искуство кажувам, значи мојата ќерка игра некој тенис, се занимава со тенис и се сликаат тамо прават за да бидат утре забележани од некој скаут дека можат, не знам, додат напред, но на повторно веле, ама види кој мене ми ја лајкнал сликата. Зошто? Викам да видиме да не е случајно некој натрапник. Сакам да кажам дека децата, ако сакаат, они се едуцираат за нивната безбедност, почнуваат. Претпоставам дека на училиште имаат некакви такви информации, споделуваат со нив, но мене многу повеќе ме плаши влијанието што врз нив го имаат социјалните медиуми, односно оние филмови кои што јас не знам на што гледа кога е сама дома. Значи не гледам на телефон, не гледам што гледа на училиште, пошто е на училиште за време на одморите они имаат телефон, сите гледаат, играат некакви игри во мрежа, каде што забележувам дека ако губи станува нервозна, ако го земеме телефонот повторно е нервозна, што значи дека нели ова кажувам како пример, но не е исклучен, односно тоа се случува речиси меѓу сите деца, што значи дека стануваат зависници. Мене тоа ме плаши. Гледам дека и разни етнички групи, разни религиозни групи вршат влијание врз нив преку песни, на тој начин ги залажуваат. Значи, она се иде, јас слушам некоја песна, викам, чекај ова, што е ова? Гледам и многу убава песничка. Значи, направена е песната да биде интересна, да биде прифатлива за деца, да они си играат, но текстот на таа песна говори нешто друго. Сега, тука треба, нели, ние да излеземе во прва линија, родителите, да започнеме малку повеќе ние да се едуцираме и да не биде начеке моето дете да го ставам да биде, затоа што не знаеме утре каде ќе се најде. Нели, ни се случи со Телеграм, се случи и сигурно ќе се случува и понатаму и со други социјални мрежи. Постојано се појавуваат нови каде што можеме да се најдеме и ние, а може да се најдат и нашите деца. И затоа мислам дека треба многу да внимаваме. Значи, велам, прво да се едуцираме ние, да бидеме малку посвесни, затоа што на тој начин и нивната самодоверба ја градиме и исто така мислам дека тетките, бабите, сите, бидејќи нели сите ние сакаме да се пофалиме со нашите деца, со нашите внуци, дека нешто направиле да ги објавиме, ама потоа последиците може да бидат малку подалесечни. Ми се чини дека засега ги имаме само родителите како единствената инстанца која што може да се погрижи за тоа да повнимава со какви лица комуницира нивното дете, односно какви содржини восприема или пласира на социјалните мрежи. Немаме друг механизам да ги провериме, да ја провериме суштината на комуникацијата помеѓу децата, односно со кои нашите деца комуницираат. Колку често родителите се свесни за тоа какви ризици по безбедноста на нивните деца се присутни на социјалните мрежи и која е нивната улога, како да ја поттикнеме нивната улога и можеби и преку директен совет да бидат повнимателни и да обрнат повеќе нели внимание на тоа како нивните и со кои нивните деца комуницираат. Тоа е можеби прашање за сите нас. Ги изложуваме и тие што можеби ни се блиско обкружување, меѓутоа понекогаш и подалечно. Дури во професионалните работни активности, некогаш кога сакаме да објавиме слика на која што сме ние во некаква активност, околу нас секогаш има лица кои што ние не сме ги прашале за согласност за тоа дали ќе ги објавиме. Тоа не е оправдување. Ние сите треба да се едуцираме за обврските кои што ги имаме кога го користиме тој јавен простор, да речам, бидејќи тој е подеднакво важен како било кој друг јавен простор кој што сите ние како граѓани го користиме. Да, има начини за помош, има начини за едукација, постојат алатки, постојано се објавуваат од различни сегменти, дали се тоа институции кои што работат во аудиовизуелниот простор, дали се тоа
организации, како нашата, например, невладините организации, дали се тоа образовните институции кои што ги имаат и предметите на информатичко образование, каде што децата може делумно да се едуцираат за тоа што и што не е безбедно. Меѓутоа, да, до степенот на полнолетство родителите се тука да го мониторираат тој процес на едукација и да ја помогнат таа едукација и веројатно и да го коригираат однесувањето на своите деца кога тоа не е соодветно. Многу често родителите и блиските возрастни лица на децата и на малолетните лица со најдобра намера пласираат одредени фотографии, видеа или го откриваат местото и локацијата каде што се наоѓаат децата и тоа секако представува безбедносен ризик од демнење или од впуштање во мрежа на трговија со луѓе. Освен тоа, ние возрастните сме модел на однесување на децата и социјалните мрежи од нас создаваат некој модел на самоприкажување каде што многу гордо и без никаква воздржка ги покажуваме нашите тела, многу често има голотија, а тие граници на себе прикажување, особено начинот на кој што ги истакнуваме нашите тела, се поместува, па често децата гледајќи го таквиот пример, таквиот начин на фотографирање и себе експонирање ги доведува и во ситуации и ги прави учесници во настани поврзани со малолетничка порнографија. Така, го спомна случајот јавна соба со Телеграм и ми даде добра подлога и во увод за следното прашање што сакам да ти го поставам. Никако сите имаме некој модел на самоприкажување кој што го пласираме на социјалните мрежи, па често нели тренираме цела година за на лето да имаме некакви фотографии во костим за капење, па тоа го сликаме и го објавуваме на Инстаграм и така натаму, и тука се создава една специфична култура на самоприкажување, има многу голотија и таа граница ми се чини се поместува, децата гледаат од нас и на крај тоа завршува во малолетничка порнографија, како што имавме нели случај да видиме. Дали и со таков да речам пример и случај се сретнала во својата работа и во својот секојдневен живот? Значи се случува тоа, ние стануваме рол модел на нашите деца. Доколку ние тоа го правиме, утре истото они ќе го прават. Доколку они забележат дека нели се сликаме постојано, селфи си правиме и они прават селфи. Од каде би знаеле да прават селфи ако тоа не го видат од некој од нас? Значи, повторно ќе кажам дека треба многу да внимаваме што и како правиме пред се нели дома, за да нашите деца го прават, односно не го прават истото доколку тоа е грешно. Но она што мислам дека е многу важно да се знае, односно кон што треба да се стремиме е да се насочуваме не само ние како родители нормално. Нас ни е тоа основа во едукацијата, односно во воспитувањето на децата, но дека и јавниве медиуми, односно пред се телевизијата, националната телевизија, треба малку повеќе да внимава што и како објавува, дека треба малку повеќе да внимава периодот кога тоа се објавува, ако се објавува, тоа што децата се како сумјер впиваат се и потоа го репродуцираат, значи сакаат истото да го направат. Да не забораваме дека она нели што е забрането секогаш е најприфатливо, односно сакаат да го ископираат и да видат дали е баш така како што се кажува. Што значи дека јавна соба беше една од, јас ќе кажам, многуте примери кои што се случуваат, кои се откриени, кои се откриваат, кои не се откриени, веројатно ќе се откријат, но повторно ќе кажам дека ние самите сме виновни за тоа што објавуваме такви фотографии. Доколку не објавуваме, они нема да имаат материјал од каде да собираат и да направат таква мрежа или не знам да објавуваат такви фотографии, но тоа не е само кај нас, тоа е секаде. Јас би се осврнала во однос на ограничувањата кои што може да се објават. Не сакам да бидам сватена погрешно, но што туку се вратив од КОП-27 од Египет, каде што и текако е контролирано објавувањето на социјалните мрежи. Значи, јас не сум против слобода на изразување, но против
објавување на се и се што, да. Значи, не може мене секој тука да не... За навреда е друга приказна, но да објавува и да те обвинува дека, пример, нешто си направил или не знам, некаде си бил, а воопшто не си бил, значи, тоа не е веќе слободно изразување. Значи, мора да се направи некој ред во работата на социјалните медии. Трговија со луѓе, велат многумина кои што се занимаваат нели со заштита од нели заштита на лицата од трговија со луѓе, дека социјалните мрежи понекогаш представуваат и извор за лица кои што подоцна ќе бидат вмрежени во целата таа трговија со луѓе. Вие работите како невладина организација Новинари за човекови права, еден проект каде ми се чини се споменува и таа директна врска помеѓу социјалните мрежи и трговијата со луѓе, поконкретно со деца, па би сакала од тебе да слушнам малку повеќе детали за самиот проект и што како механизам на заштита или препорака вие во вашиот проект го пласирате до родителите и до сите агенции кои што се вклучени во, да кажам, детскиот развој и заштита на детските права. Да, тоа е проект кој што го работиме со организацијата ЕКПА, еве веќе привршува една година трае. И ние сметавме дека треба да му посветиме внимание и на овој сегмент, па затоа во рамки на проектот покрај тие класични тренинзи што ги имавме со сите чинители кои што работат на превенција од трговијата со деца, изработивме и неколку алатки, односно прирачници, кои што сметаме дека може да им помогнат во одреден степен на родителите, на наставниците, па и на самите деца, посебно на тинеџерите кои што се нели доволно едуцирани дигитално, но и свесни за ризиците на кои што може да бидат изложени, и самите да се справат со некои од предизвиците, односно да ги научат знаците на можен ризик на кои што се изложуваат или ги изложуваат своите блиски или другарчиња, предаторите со кои што можеби може да се соочат, како да ги препознаат. Така во првиот прирачник сакам да споменам тука дека тие прирачници се дигитално во контекст на темата достапни на нашата веб страна, како публикации кои што може било кој слободно да ги користи, да ги симне и на многу едноставен начин таму објаснето. Се согласувам, Александра, ти благодарам многу за овој исцрпен разговор. Се надевам дека со разработување на денешната тема допревме и до родителите и ја подигнавме на некој начин нивната свест за тоа да бидат многу по-самосвесни, меѓутоа и свесни за начинот на кој што нивните деца постапуваат на социјалните мрежи и можеби да воведат поголеми механизми за контрола и да бидат повнимателни. Се надевам дека ќе имате успех со вашиот проект кој што нели не го испрезентира и ќе имаме уште многу прилики да те угостиме во нашата емисија. Да, јас ви благодарам. Благодарам за можноста да укажеме на некои можности, да речем, ако не да не тргнуваме негативно ризици, меѓутоа можности за тоа како сите ние побезбедно да комуницираме во тој виртуелен простор. И секако да, во рамки на проектот има и уште некои активности, со задоволство ќе ги споделиме и со вас и со гледачите. Ви благодарам уште еднаш за можноста и посакувам да се обидеме сите малку по-одговорно и по-едуцирано да го користиме тој виртуелен простор во кој што се повеќе време поминуваме денес. Чисто пати и се тагнуваме на некои локации, исто така емитуваме фотографии од нашите патувања, со тоа даваме информации на многу голема и широка публика каде се наоѓаме, дали исто така и тоа може да представува безбедносен ризик и кои се твоите совети, дали тоа треба често да се од нашата потреба да се пофалиме или каде сме били и што се сме направиле, може да се доведеме некогаш и под ризик од демнење. Може и тоа, мислам дека се случува. Сега, овдека има меч со две острици, јас би кажала. Кога сум,
повторно одлично искуство. Ќе кажам, јас кога сум на одмор избегнувам да објавам, да се тагнувам каде сум, што сум, или може да објавам некоја фотографија, особено на Инстаграм објавувам фотографии затоа што се занимавам и со фотографија и сакам, ако направам убава фотографија, да ја објавам, но гледам тоа да биде од кој ќе се вратам. Значи да не биде во периодот кога сум некаде. Но од друга страна пак професионалните обврски, односно донаторите често пати велат нас ни е многу важна видливоста и бараме да се објави кога говорите, кога учествувате на некоја конференција, кога сте таму, затоа што нели они даваат пари за тоа и така натака. Сега тоа е она, значи ни објавуваме, пример, јас објавувам дека сум во Каиро, во Египет, односно во Шарм ел Шејх, каде што учествувам на конференција, каде што говорам. Сега некој ако нели има лоша намера, може да ме таргетира дека сум тамо и може да го злоупотреби тоа, но гледам тоа да биде објавено на онаа страница која што е чисто сооднесува токму на работата на организацијата и која што нели ја следат оние кои што мислам дека интересот им е се човековите права и односно нели темата на која што ние работиме. Дека постојат такви намери, лоши намери на оние кои што посебно, не знам, веројатно сте забележале дека често пати за време на празници, повеќе дневни празници, на летни одмори има апели од Министерството за внатрешни работи, има апели нели да се внимава да не се објават за тоа што оние арамиите, крадците кои што сакаат да влезат, следат, таргетираат и потоа одат. Значи таа IP адреса или тоа таргетирање секако дека не открива. Јас мислам дека ние буквално сме сега сите влезени во тој некој виртуелен свет и дека буквално се знае кај се движиме, што правиме. Со самите тие опции кои ќе ги купиме телефоните, нели има тие движења, каде си, што си, па сега јас на пример често пати кога не знам ќе добијам нов телефон или лаптоп кој ќе отворам, јас велам дајте сега некој од овие IT експертиве кои што се нека ни направат да видат дали нас сите не следат, дали сме нели на отворено ставени да видат да често пати тоа се случува. Значи јас забележувам дека ако не знам барам авионски билет, тоа најчесто не го правам, барам или сместување на букинг, ама не поминува 15 минути. Јас добивам информација од милион други сајтови кои што нудат сместување и они ми нудат сместување во градот за кој што јас претходно сум прелистувала на букинг. Што значи тоа? Тоа значи дека буквално не следат се што правиме. Затоа треба да бидеме многу внимателни и треба многу внимателно да ги насочуваме децата што да бараат и како да бараат, затоа што потоа па нив им се појавуваат разноразни нели информации кои што сакале или не ќе стасаат до нив. Така е. Најте ти благодарам што преку овој опуштен разговор и лично искуство некако успеавме и на поразбирлив начин на нашите гледачи да им доловиме што е тоа се што ние можеби несвесно правиме и неодговорно се однесуваме понекогаш на социјалните мрежи, а може да представува безбедносен ризик и за нас и за нашите деца. Се надевам дека ќе имаме и следна прилика да разговараме. Сигурна сум дека ќе имаме јас. Од разговорот со моите две денешни соговорнички, со Наташа Доковска и со Александра Радевска, новинарки и граѓански активистки, откривме кои се модели на однесување ние возрастните ги применуваме на социјалните мрежи, а исто така тие се и модели за жал за идентификација на децата кои можат да ги доведат до висок безбедносен ризик. Што секој од нас може да направи да ги заштити децата и што е тоа што една држава, законодавство или самата политика на приватност на социјалните мрежи може да обезбеди за побезбедно користење на социјалните мрежи, дознавме од денешниот разговор со моите две денешни соговорнички. За потсетување разговаравме на тема загрозување на безбедноста на деца и малолетни лица како последица од прекомерено користење на социјалните мрежи, а вие ја следавте емисијата Мој збор, концепт двоглед. Почитувани гледачи, ви закажувам повторна средба веќе следната сабота.